Добро, пред да продолжиме, како што знаете, не очекува поголем протест околу 19 часот, меѓутоа сепак ова е светски ден на бегалците, не можеме да го одложиме, сепак 20 јуни е датум кој што се одбележува секаде во светот. Продолжуваме со дебата на тема пристап до Азија во Република Македонија, колку тоа е реалност или не, и малку ќе продискутираме со соговорниците. Во оставам со Ана Мадарска, која што ни е модераторка за денешната сесија и која што ќе ви ги представи говорниците. Повеле. Добар ден на сите, фала Јасмина. Јас сум Ана Мадарска-Лазова, како што кажа Јасмина. Ви благодарам на сите денес за присуството на денешниот настан и особено благодарам на организаторите за оваа можност и на овој начин да се обидеме да подигнеме свеста за ова горливо прашање не само Македонија, туку и на светско ниво. Значи, денеска е Светскиот ден на бегалците, по тој повод денес Високиот комесар за бегалци на Обединетите нации излезе со податоци во кои се наведува дека до крајот на 2015 година 65,3 милиони луѓе во светот се раселени поради конфликт или поради прогонување во нивните држави. Тоа значи, со други зборови, дека едно од 113 лица на овој свет е во таква ситуација, а уште еден застрашувачки податок е дека 51% од вкупната бројка на бегалци во светски рамки се деца. Македонија стана актуелна во светските медии, бидејќи се најде на западно-балканската рута, односно се набрува во земјите низ кои што не ги поменуваат бегалците за пристапот кон земјите од Европа. За тоа што ова значи за една држава, доволно говори податокот дека според податоците на Frontex само во 2015 година 764.000 лица поминали низ границите на земјите на Балканската рута. Знаеме дека во март година беше склучен договор помеѓу земјите членки на ЕУ и Турција, со кој што се предвида враќање на лица кои што се во земјите членки на ЕУ кон Турција, и додека се уште се чекаше ефектот од овој договор, земјите кои што се наоѓаат на Балканската рута веќе ги затворија границите и не пропуштаа понатаму бегалци и мигранти. Денеска ситуацијата е таква што луѓето кои се најдат на територијата на Македонија се враќани од страна на македонските органи кон Грција. Министерството за внатрешни работи излезе со податок дека само во период од 2,5 месеци, во период од март до крај на мај годинава, повеќе од 11.000 луѓе се вратени од Македонија кон Грција. Тој тренд очигледно продолжува понатаму, бидејќи според податоците на Хелсиншкиот комитет нели само во втората недела од јуни некои 50 на лица, ако не се лажам, се вратени. И ова враќање е надвор од билатералните договори кои што Македонија ги има склучено со Србија, односно со Грција. А од друга страна знаеме дека правото на азил е загарантирано со уставот и дека Македонија е членка на организации подписничка на меѓународни инструменти кои што се обврзувачки. Затоа денес би сакале да отвориме темата колку ова право на азил ефективно се користи, односно е пристапно до луѓето кои што се засегнати во вакви околности, во околности на враќање на бегалците и останатите лица кон Грција. Би сакала денеска сите заедно да проискутираме на оваа тема, првенствено да ви ги представам денешните говорници. Господјата Снежана Теодосиевска Јордановска од представник на Канцеларијата на Народниот правобранител, господинот Воислав Стојановски, представник на Хелсиншки комитет за човекови права, господинот Зоран Дранговски од Македонско здружение за млади правници и господинот Трпе Стојановски, долгогодишен експерт со многу искуство во областа. Бидејќи мислам дека и просторот и форматот дозволува, ние имаме предвидено малку време на крајот на дискусијата за прашања, меѓутоа овде доста неформална атмосферата, така што би ве повикала, аз мислам дека и на нашите говорници тоа нема да им пречи
слободно во тек на дискусијата, јавете се со прашања, коментари или било што можете, со што би придонеле кон денешнава дискусија. Би сакала да започнеме денешната дискусија од вас, господин Стојановски. Неодамна комесарот за човекови права на Советот на Европа во една своја интервенција на трета страна во еден предмет против Австрија укажа на тоа дека и враќањето кон Македонија на засегнати лица би било спротивно можеби на стандардите на членот 3 од Европската конвенција за човекови права. Вашата реакција тогаш беше дека тоа и не е задолжително така, бидејќи се работи за едно привремено транзитно, да речем, враќање, дека тоа ќе продолжува понатаму, меѓутоа тогаш и сугериравте и на некое трајно, посеопфатно решение за враќање на бегалците во Турција или во некој од европските земјите членки на Европска унија. Како денес, имајќи предвид оваа пракса на враќање кон Грција на бегалците во Македонија, како го цените овој пристап и би го замолила за една посеопфатна вака слика и на геополитичкиот контекст на ситуацијата во Македонија пошироко? Повелете. Ви благодарам. Благодарам што ме нарековте експерт. Пред повеќе години почнав професионално да се занимавам како во тоа време милиционер, потоа полицаец, и со тек на време имав можност да работам доста тесно на прашања поврзани со граничната материја, уште во претходниот политички систем, и поредот на нештата тоа е една од областите со која што и професионално се занимавав додека работев во Министерството за внатрешни работи, а потоа и како професор на Факултетот за безбедност. Поставивте неколку прашања кои што и од начинот како ги објаснивте, всушност може да се насети каква е позицијата на Европската Унија и воопшто како Европската Унија си има поставено во однос на миграцијата, која што е извонредно сериозно прашање, сериозен феномен, каде што миграцијата се препознава како феномен кој што се случува и кој што не мора да значи, не треба да значи однапред дека го има предзнакот на негативен феномен. Напротив, се сеќавам на еден говор на принцот на Лихтенштајн, кој што пред 2 години на националниот ден на Лихтенштајн ги собра 5-6 илјади луѓе од вкупно 28 илјади колку што живеат во Лихтенштајн, и во неговите 5 минути им се обрати: штедете и интегрирайте ги мигрантите. Тоа беа два клучни аспекта кои што се презентирани и кои што денес се повеќе во таа смисла прашањето поврзано со феноменот на миграцијскиот бран се коментира и се перцепира. И добро е тоа така и да продолжи. Во однос на одредбите кои што Европската комисија ги развиваше многу внимателно во изминатите 10 до 15 години, веројатно и подолго, тоа го осетивме во процесот на евроинтеграцијата и особено во периодот пред визната либерализација, кога требаше да се достигнат стандарди поврзани со реадмисијата, безбедноста на документите кои што ги имаат македонските државјани и пред се интегрираното гранично работење, се гледа колку е сложен концептот на контрола и на менаџирање на процесите поврзани со контрола на преминување преку државната граница. Бидејќи Европската Унија всушност е добар пример за развојот на концептите поврзани со Шенген, во делот на слободно движење во Европската Унија, и од друга страна Даблинскиот договор, кој што ги регулира прашањата поврзани со азилот, колку се тоа сериозни концепти, меѓутоа ова што го имавме во 2015 година покажа дека, за жал, Европската Унија, како и сите други посериозни држави во светот, миграцијата ја следеа на еден, би рекол, по-нормален, помалку вознемирувачки аспект од ова што се случи. Бидејќи 2015 година, особено од средината, е година која што ги изненади буквално сите, бидејќи многу малку индикатори можеа да навестат дека ќе се случува еден таков огромен миграцијски бран, кој што вие спомнавте евиденцијата на МВР за
периодот мај 2015, декември 2015 говори за нешто повеќе од 700.000 регистрирани минувања преку, би рекол, надвор од граничните премини, кои што ние ги нарекуваме регистрирани движења, со некоја не до крај објаснета проекција или дефиниција за тоа, додека Frontex ги третира како нерегуларни преминувања, како илегални преминувања, што е, би рекол, еден потесен или покритичен пристап во следење на овие процеси. Европската Унија говори за 2015 година дека повеќе од 1,8 милиони мигранти влегле во подрачјето во земјите членки на Европската Унија, што говори, и тоа се регистрирани бројки, бидејќи кога имаме вакви масовни процеси, масовни миграцијски бранови, сигурно дека има значаен број и на мигранти кои што, или бегалци кои што не се регистрирани. Значи, секогаш реалната бројка е над оваа која што статистички се презентира. И во таа смисла се објаснувањата кои што ги споменавте претходно. Значи, проблемот е што и Европската Унија, и земјите од Западен Балкан, и сите останати земји се обидува во првиот момент да се соочат со предизвикот, со, би рекол, секојдневни механизми кои што се покажаа како неуспешни, и на првата кривина всушност се случи колапсот со Даблинскиот договор, кој што не ги издржа предизвиците кои што новата реална ситуација ги наметна. Во таа смисла беше загрозен и Шенгенскиот договор, каде што многу од земјите членки на Европската Унија интерно поставуваа мобилни полициски пунктови или контроли, кои што дополнително се обидуваат да водат сметка за безбедносниот аспект. И од тоа, би рекол, европски контекст, ќе се обидам да дојдам на Република Македонија и на предизвиците со кои што се соочува и минатата година и во овој момент Република Македонија, каде што всушност обидите на Европската Унија да воспостави механизми со кои што ќе покаже поголема ефикасност изостанаа. Масовните несреќи кои што се случуваа во Средоземното море, особено со превртувањето на бродовите и повеќе стотици мигранти и бегалци кои што беа жртви на суровите услови и на експлоатацијата од криумчарите на луѓе, всушност ги доживувавме како човечки трагедии, и во тој момент, во тој еден или два дена, сите ќе беа возбудени и сето тоа ќе замреше до следниот превртен брод и нови жртви и така натаму, што од друга страна може да се препознае еден цинизам кој што постои помеѓу развиените земји, кои што доминантно се грижат за своите интереси, и останатите земји кои што се соочуваат, особено земјите од каде што произвегуваат бегалците. Во една таква ситуација Европската Унија во неколку обиди преку институциите што постојат се обиде да постави стандарди, меѓутоа првиот проблем беше во утврдување и идентификување на квоти со кои што ќе се занимаваат државите, и всушност тој концепт пропадна. Се уште се говори за некои квоти во повисоки бројки од тие што почетно се заговараа, меѓутоа се уште таа разединетост постои. И следната разлика всушност е интересот на некои земји, тука ќе ја споменеме Унгарија како една од првите земји која што покажа прилично различен, дивергентен став од мнозинството земји од така наречената Стара Европа, и Унгарија некаде во мај или јуни минатата година најави, а веќе во септември стана оперативна оградата која што ја постави, и која што однапред оневозможуваше било кој што има потреба да дојде, и ако има потреба за азил, едноставно беше спречен да побара азил, освен ако не стигне некаде на некој од аеродромите или по Дунав, ако стигне до територијата на Унгарија. Во таа смисла интересен да се одбележи
пристапот на земјите од Вишеградската група, кои што се земји кои што гравитираат од централно-источниот дел на Европа и каде што по некоја случајност Унгарија го имаше и председавањето, заедно со Чешка и Словачка, подкрепени со позициите на Австрија, Словенија, Хрватска, Србија и Македонија, каде што после сето она што се случуваше и јасно идентификуваната балканска рута, всушност тоа беше регионален интерес да се спречи бранот кој што веќе имаше своја развиена траекторија. И со поставувањето на оградата помеѓу на граничната линија со Грција, всушност добар дел од оние движења кои што беа регистрирани кај Каменот 59 и во другиот дел од зелената граница беа превенирани. Значи, тоа упатува на приоритетно или со поинаква диоптрија следење на безбедносниот аспект за сметка на хуманитарниот. Значи, и двата се битни, меѓутоа гледаме дека во една ваква новонастаната, би рекол нетипична ситуација, земјите многу се поприврзани на безбедносниот аспект и подготвени се пред се државните механизми со своите робустни акции да се фокусираат и да инвестираат во безбедност за сметка на хуманитарниот аспект кој што и кај нас, но не само кај нас, беше препуштен пред се на хуманитарните организации, на невладиниот сектор, на цивилниот сектор, на граѓаните и на меѓународните организации, кои што во случајот на Република Македонија покажа извонредно голема виталност и добри перформанси во справувањето, на почетно справување со предизвиците кои што се случува. Главен проблем кој што се забележа на влезот во Република Македонија беа неподготвеноста на државата од аспект на потребни капацитети со кои што ќе може да го прифати ударот кој што произлегува од еден ваков масивен миграцијски бегалски бран и уште повеќе менаџирањето на овие состојби. Каде што, иако целата ситуација го достигна својот максимум во еден краток период, сепак бројни индикатори упатуваа на тоа дека нешто ќе се случува. И по инерција секогаш, за жал, научените лекции или недоволно научени лекции од кризите поврзани со распадот на поранешна Југославија, со Косово, не до крај беа искористени и соодветно државните институции да бидат подготвени и во материјална, и во персонална, и во едукативна смисла да одговорат на новие предизвици. Значи, тоа се клучните моменти кои што ги имавме во првиот момент. Дополнително, кога бранот на бегалци и мигранти го достигна својот максимум, следуваше следна мерка на рестриктивност. Тоа е ограничување на можноста најголемиот број мигранти да можат да продолжат повеќе воспоставениот коридор, иако во меѓувреме следува измени во Законот за азил од јуни 2015 година. Дополнително следува мерки на дополнителен филтер со кој што само државјаните од земјите кои што беа зафатени со војни дејствија, тука пред се државјаните на Сирија, Ирак и Афганистан, имаа можност да го поминат филтерот на граничната линија и да продолжат понатаму, а сите останати беа враќани назад. Значи, повторно доаѓаме до ситуација на едно арбитрерно одлучување кој може, а кој не може да продолжи понатаму за после неколку месеци и во однос на државјаните од овие држави да биде воспоставен дополнителен филтер и зелената граница буквално да биде затворена, со тоа што можноста за користење на правото на азил гледаме дека покрај меѓународните документи и националното законодавство кои што пропишуваат одредени стандарди, во пракса недостасува соодветен тренинг на луѓето кои што се занимаваат со спроведување на граничната контрола, односно со утврдување на идентитетот и уште повеќе концептот кој што Европа го профилира како рестриктивен, гледаме дека дополнително на ова подрачје таа рестриктивност е уште понагласена. Значи, станува збор за состојба која што бара дополнително внимание.
веројатно етиката која што прва страда во вакви ситуации неопходно е да се врати и уште повеќе хуманитарниот или социјалниот аспект да бидат препознаени и да функционира. Значи, има потреба од дополнителен интегритет на државните институции кои што го спроведуваат законот и уште повеќе мерките кои што ќе се преземаат да се однесуваат на соодветен, на правилен начин спрема граѓаните, односно бегалците, на оние на кои што им треба заштита, тие да ја добијат. Бидејќи не би сакал да се свати како некако вид на баланс во однос на проблемите со кои што се соочуваат државите, но исто така криминалните групи активни се во целиот период, кога минувањето на границата беше либерална, нивната задача беше исто така пофлексибилна, додека со секое интензивирање на мерките и механизмите, всушност цената на услугите на криминалните групи се зголемува и тоа е процес кој што не може да се избегне. Криминалот оди заедно со действијата или со процесите во земјата, во државата, меѓутоа проблемот е на државата и на државните институции да го препознаат криминалот, да го превенираат и да го гонат. А на оние лица на кои што им треба заштита, да им се овозможат механизмите кои што ги препознава меѓународното право и кои што во најголем дел се транспонирани во националното право. Јас би застанал тука, ако има прашања во овој период и понатаму, ќе ми биде задоволство да продолжиме во таа насока. Благодарам. Ви благодарам, господин Стојановски. Ако имате прашања, тогаш да јас предлагам да продолжиме понатаму со излагањето на госпоѓа Теодосиевска Јордановска, представник Канцеларијата на Народниот правобранител. Би ве замолила да искажете вашето видување од искуството во вашата работа за тоа како нашите домашни власти се справуваат со овие, односно каков е начинот на постапување со овие лица кои што се затекнати на територија на Република Македонија. Од аспект на искуството што Народниот правобранител и Националниот превентивен механизам како дел од Народниот правобранител го имаат во мониторирањето на прифатните центри, Центарот за странци, Центарот за баратели на азил и во транзитните центари Вино Јук и Табановце. Националниот превентивен механизам кој е дел од Народниот правобранител и кој има мандат утврден со факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друго свирепо нечовечко или понижувачко постапување, врши посети во местата на лишување од слобода и местата на задржување и со увидот во материјалните услови и третманот да ги идентификува ризиците заради спречување на тортура и друг вид сурово нечовечко и понижувачко постапување и казнување. Значи, во текот на 2015 и 2016 година Националниот превентивен механизам, постапувајќи согласно утврдениот мандат, изврши бројни посети на прифатниот центар за баратели на азил, прифатниот центар за странци, а особено на транзитните центри во Вино Јук и Табановце. При тоа Народниот правобранител изврши повеќе посети и со колегите од омбудсман канцелариите од балканските земји, со заштитникот на правата на граѓаните од Република Србија и со омбудсманот на Република Грција. Изврши посети на нашите центри Табановце и Вино Јук, но и на центарот во Миратовци во Република Србија и центарот и домени во Република Грција. Воедно беа извршени посети од страна на омбудсманот на Албанија на нашите центри и од шпанскиот омбудсман и омбудсманот на Австрија. Во текот на овие посети особено внимание Народниот правобранител и Националниот превентивен механизам како дел посвети на мониторирање на условите за престој во овие центри, на постапувањето, третманот, снабдувањето со храна, особено с храна, вода, оплека, особено на посвети внимание и на транзитот кој што се вршеше во овие од центарот Вино Јук до центарот Табановце. При тоа беа дадени бројни препораки од страна на Народниот правобранител за подобрување на условите за престој на мигрантите, иако беше тоа краткотраен престој, бидејќи беа овие кампови преполнати, особено кампот Вино Јук.
беше дадена препорака во однос на транзитот, во однос на тоа дека е многу висока цената за која што се определува за транзит на мигрантите од Винојук до Табановце. Беше упатена препорака значи до владата на Република Македонија и во тоа беше истакнато дека всушност овие граѓани, овие мигранти се ставени во нееднаква неравноправна положба со граѓаните на Република Македонија, бидејќи цената на билетот беше неколкократно зголемена за мигрантите. Нити беше направена категоризација на цената на билетите, значи не беше од почеток не беа ослободени од плаќање за билетот децата и некои категории на лица како што се инвалидизираните лица и лица. И по препорака на народниот правобранител на некој начин се успеа делумно да се усвои таа препорака, така што децата беа ослободени од плаќање на билетите за транзит до Табановци. Од друга страна, во текот на 2016 година се појави еден друг проблем. Значи, не се задржавме само на мониторирање на условите за сместување, за постапувањето и третманот, со едноставно затварањето на балканската рута и најпрво со категоризацијата на лицата кои што можеа да поминат низ Република Македонија и со присуството на така наречените економски мигранти. Ситуацијата во Република Македонија се усложни. Во прифатните центри, во транзитните центри едноставно останаа заглавени поголем број на луѓе. Ние забележавме уште во јануари месец дека присуството во кампот Табановце, во центарот Табановце, присуството на лицата мигранти беше достигна до бројката од 1200 лица. Со тоа што таа бројка рапидно почна да се намалува, со сите наредни посети ние свативме дека бројката се намалува, така што во некаде април месец дојде бројката до 600-700 лица. Та при крајот на април месец веќе и во мај месец дојде до бројка до 207 лица во центарот Табановце. Се обидовме, значи, при нашите посети да дознаеме како таа бројка се намали, на кој начин е намалена таа бројка. И никако не можевме да добиеме, значи, официјални податоци од Министерството за внатрешни работи, нити од Центарот за управување за кризи, нити од Министерството за труд и социјална политика, на кој начин оваа бројка е намалена. Од невладиниот сектор со кој што постојано нели соработуваме, најчесто морам да изразам и благодарност на невладината Легис и на Сдруженијето на млади правници, со кои што сме во постојан контакт, и од Високиот комесаријат за бегалци во Скопје. Добивавме информации дека луѓето фактички се депортираат без знаење на јавноста, дека од 15 до 27 некаде април им бил ограничен пристапот на невладините организации кои што беа присутни во центрите во вечерните часови, и дека во вечерните часови фактички се депортираат лицата од камповите. Ние пробавме да разговараме, значи, со сите релевантни фактори, баравме податоци како, на кој начин, кој ги преместува, трансферира овие лица, на кои места се трансферираат, но никако не добивме официјални податоци. Нашиот став и нашата оценка и оценката на невладиниот сектор е секако се разбира дека тие лица се префрлувани едноставно надвор од секаква легална процедура и се пуштани или во Србија или пак се враќање надвор во Република Грција. Значи, тоа беше констатациите што ние ги добивме од нашите посети и од, се разбира, информациите што ги добиваме од невладиниот сектор. Во исто време, значи, се појави проблемот и со затворањето дели на границите, со затворањето на балканската рута, се појави уште еден проблем, а тоа е проблемот на лицата кои нелегално влегуваат во Република Македонија, кои беа пресретнувани од полицијата, задржувани, носени во шаторот Хабитат, кој што се наоѓа во Винојук, односно надвор од центарот Винојук.
Ние успеавме како национален превентивен механизам, значи да го посетиме шаторот Хабитат, иако дознавме дека во одредени периоди забранете пристапот за невладиниот сектор, но нас ни беше дозволен. Извршивме неколку посети, 3 или 4 во месец мај. Со тоа што констатиравме дека бројката во Хабитат постојано се менува, дека лицата за неколку часа се враќаат некаде назад. Официјално, значи, не добиваме податоци како се враќаат, само имаме информација дека се фотографираат, се земаат личните податоци и потоа се префрлаат на граничната линија и тие самите не преминуваат во земјата од која што дошле, односно најчесто Грција, се работи за Република Грција. Народниот правобранител во оваа смисла реагираше, достави посебни извештаи до владата на Република Македонија, до Министерството за внатрешни работи, Центарот за управување со кризи, и побаравме, значи, овие лица за овие лица да се спроведе нормална и наодредена постапка во која што ќе се изврши неригидивна регистрација нормална и ќе се запази постапката, ќе им се овозможи достапноста постапката за признавање на правото на азил, со тоа што се уште по тие извештаи немаме добиен одговор, бидејќи тие се можеби од понов датум. Ќе чекаме одговори, ќе видиме како и што ќе одговорат и какви образложенија ќе дадат. Во исто време, во однос на постапката за азил, може да кажеме дека и во самиот центар, значи Вино Јук и Табановце, е отежнат пристапот до постапката за признавање на правото на азил. Тоа исто така го констатиравме од нашите посети, со тоа што многу често гледаме дека и од разговорот со лицата кои што се таму сместени и кои што веќе 3-4 месеци си таму без никаков статус и не се знае што понатаму со тие лица ќе се случи. Значи тие лица како во некој безвременски простор, значи изгубено време од 4 месеци во кои што никаде не фигурираат како лица со регулиран некој престор. Значи со тие лица исто така разговаравме и добиваме исто сознание од невладиниот сектор и од нашите разговори дека има лица кои што имаат желба да понесат барање за добивање статус на бегалец, но многу често им се оневозможува со тоа што службените лица од Министерството за внатрешни работи најчесто под секакви изговори ги им оневозможуваат да поднесат барање. Многу често директно им се кажува дека овде не може да поднесат барање на граничната полиција, зборувам во овие центри. Често им се вели да размислат подобро дали сакаат да останат тука, дали сакаат да поднесат барање за признавање на статусот на бегалец и многу често им се вели дека треба да почекаат од повисоко ниво да им се овозможи да ги поднесат барањата. Во таа смисла ние добиваме и поединечни представки најчесто од Сдруженијето на млади правници и многу често од Високиот комесаријат за бегалци, кои што се за поединечни случаи, групни, но поединечни лица се наброени. Во рамките на Народниот правобранител за овие лица се формираат предмети во одделението за заштита и се водат постапки пред Министерството за внатрешни работи, во кои постапки Народниот правобранител бара да им се овозможи пристап до постапката за азил, да им се прифатат барањата и да им се разгледаат барањата. Имаме неколку случаи во кои што успешни случаи од нашите дадени препораки, така што повеќе лица беа префрлени во прифатниот центар во Визбегово и им беше започната постапката за признавање на правото на азил. Она што исто така го забележавме, за ова прашање може многу да се зборува и многу има искуства и Народниот правобранител и невладиниот сектор, но јас би сакала така накратко да дадам еден приказ на ситуацијата во однос на пристапот до азил. И она што се случуваше и со измените на законот за азил и привремена заштита, најновите измени од април месец,
Значи, народниот правобранител исто така забележа дека сите тие измени се всушност донесени за уште повеќе да се услошни постапката за поднесување на барањето за азил и воопшто да се оневозможни пристапот до азил во Република Македонија за сите овие лица кои илегално влегуваат на територијата на Република Македонија. Така што направивме неколку средби со Сдруженијето на млади правници и со Високиот комисаријат за бегалци, кои што беа на исти размислувања. И од тие причини поднесовме денеска, имавме и пресконференција, поднесовме иницијатива до владата на Република Македонија за измени на законот за азил и привремена заштита, со кој што побаравме бришање на оние дополнувања, оние членови кои што беа со кои што се дополни законот за азил и привремена заштита. Тоа е членот 8, ставот 3, во кој што за семејното обединување е предвидено значи временско ограничување, односно се предвидува 3 години од стекнувањето на статусот за барател на азил да може да се изврши семено обединување со останатите членови на потесното семејство. И членот 10а со кој што се дополни членот 10 од законот за азил и привремена заштита и во кој што беше воведен институтот безбедна трета земја, членка на ЕУ, НАТО и ЕФТА. Во однос на овој член, нашите забелешки беа дека навистина не се дава правна можност, иако се вели дека постои предвидено правно средство за да се оспори институтот безбедна трета земја, членка на ЕУ, НАТО и ЕФТА. Ставот на народниот правобранител беше дека не се дава таква можност за да се оспори овој институт и дека не е определено стриктно правното средство со кое што може да се оспори, нити пак е даден рокот и нити пак е предвидена постапката со која што може да се врши ова оспорување. Значи, од тие причини, ние денеска ја поднесовме таа иницијатива, побаравме од владата како овластен предлагач да го достави овој предлог до Собранието на Република Македонија, со тоа што би по скратена постапка Собранието би го прифатило овој предлог. Тоа би било нешто, еве вака, накратко за ситуацијата во Република Македонија од аспект на мониторингот на народниот правобранител, особено националниот превентивен механизам и она што ние преземавме во целиот овој период, иако, морам да нагласам, дека националниот превентивен механизам беше значи остават без ниту еден член во втората половина на 2015 година и јас некаде во крајот на септември месец бев префрлена од одделението за заштита за да на некој начин ги продолжам некои активности кои што НПМ-от ги има во текот на таа календарска година. Најмногу од тој период го посветивме баш на прашањето на мигрантите, мигрантската криза и со помош и на лица од одделението за заштита ги вршивме овие посети во транзитните центри. Во првата половина на 2016 година до март месец исто така МПМ-от немаше членови, така што негде во март месец се комплетиравме и ова се моите колеги, морам да ви ги представам, кои што во рок од месец и пол постигнаа многу големи резултати. Извршивме многу посети, едноставно секоја недела бевме во Табановци и во Избегово и го подготвивме и ја подготвивме и оваа иницијатива за измена на законот за азил и за привремена заштита. Првиот член ми е Мартин Думјак, Александар Тренковски и Ирина Рацевска. Тоа би било така. Се од мене во однос на оваа тема. Благодарам. Ви благодарам многу. Предлагам да направиме мала рокада во агендата. Бидејќи логичен след на ова би било да го слушнеме и видувањето и на представникот на Македонско здружение на млади правници. Вие исто така денове неодамна изготвивте и ваше мислење во поглед на измените на законот за азил и привремена заштита од април годинава.
а истовремено сте неактивни на терен, па какво е вашето видување? Дали има во Република Македонија ефективен пристап до правото на азил? Ви благодарам многу. Јас би почнал каде што заврши колешката од Народниот правобранител. Ние, јас лично и нашата организација стават е дека граѓанскиот сектор го разбираме како еден важна компонента од општеството, која што треба да придонесе кон градењето на ефективно на правна држава, владење на право и така натаму. Граѓанското општество во една модерна држава, како што ние сакаме да кажеме дека е Македонија, не може и не треба да ја замени улогата на државата во определени сегменти, меѓутоа тука да даде свој придонес, да даде свој капацитет и своја експертиза со цел државните институции да функционираат на тој начин како што треба да функционираат во една таква модерна држава. Од тука и соработката со Народниот правобранител, со канцеларијата, посебно со Националниот превентивен механизам е токму значајна во овој дел, затоа што она што ние го имаме како информација од терен, случаите на кои што ние работиме, би биле можеби незначителни ако не продолжена рака како што е Народниот правобранител до кој што треба да стигнат овие информации и кои што треба да продолжат понатаму по индивидуалните случаи, се со цел да имаме подобрување во областите во кои што работиме. Конкретно за законот за азил, ние го кажуваме ова како на шега во канцеларија, меѓутоа во моментот, освен ако не падне некој од небо во Македонија, не постои начин како едно лице може да дојде и да бара азил. И до некаде, да речеме, тие измени кои што беа каде што се наведе земја членка на Европска унија, пак системот на Европска унија подразбира и одредени норми во однос на човекови права. Меѓутоа, земја членка на НАТО или земја членка на ЕФТА кои што се или безбедностни структури или економски структури на никој начин не гарантираат почитување на определени човекови права во тие земји, посебно во делот на азил. И од тука ќе се вратам на она што исто значајно што го спомена колешката е дека во моментот имаме ситуација каде што, како ние велиме, табановци винају се легални места за нелегален престој. Тие се транзитни центри кои што се отворени од страна на државата, меѓутоа статусот на лицата кои што е таму никој во државата не може да каже каков. Дали се тие лица баратели на азил, дали се тие лица нелегални мигранти, дали се тие лица представуваат безбедносен ризик па се држат затворени во одреден центар. И тоа се прашање кој што нас и како граѓани, како представници на организација која што работи на оваа тема не мачат. Македонија и институциите не сме да си дозволат ние во државата да имаме лица за кои што никој нема да знае кој е нивниот статус. Не сме да се случи за еден човек да не се знае кој е неговиот правен статус во државата, не пат за стотици или илјадници како што беше ситуацијата претходно. Малку пошироко во однос на она што ни се случи, ете конкретно го делиме периодот на пред 18 јуни, односно пред измените кои што стапија 2015 и после 18 јуни, затоа што имаме комплетно поразлична ситуација на она што беше претходно и она што е сега. И важно е ова што го гледаме од денешен аспект, тоа е дека Европа не може да затвори рута која што не ја отвори. Значи, професорот спомена и јас подолго време работам на оваа тема, знам дека оваа рута балканска функционира со години наназад. Барем во последните 10 години со поголем интензитет. Ние во 2013 година според извештајот на Frontex видовме дека 30.000 луѓе поминале во таа балканска преку таа балканска рута. Кога ги побаравме ние официјалните бројки од МВР во истиот период беше дека поминале 1000 или 1100 луѓе, што е огромна разлика и во делот за евиденција, затоа што од безбедносен аспект тоа е многу значаен, меѓутоа и за делот дека нешто нас не се случува во државата. И од тој аспект е добро тоа што се случи со регистрацијата после 19 јули, иако ова е моје лично мислење е дека требаше да има малку поширока дебата во однос на тоа што значи воведување на инструмент намера за признавање на право на азил. За нас како правници од административен аспект малку е тешко вие да имате намера за да поднесете нешто, затоа што ние разбираме или поднесувате или не поднесувате барање за нешто. Меѓутоа она што се случи е дека фактот е дека
во Македонија официјално имаме 730 или 740 илјади поднесени намери за азил, а имаме помалку од 100 поднесени барања за азил во истиот период, што во никој случај не соодветствува со реалноста. И секако дека треба да се размислува на она што е најсоодветно во соодветната ситуација и што треба да се презема. Имајќи предвид дека темата се однесува и во делот на постапката за азил, меѓутоа и во делот на враќањата и она што ни се случува нас во државата во моментот, јас можам да кажам од моје лично искуство, според интервјуа што сум ги правил барем од период од 2010 до 2014, нас ни се случуваше да гледаме еден ист човек по 4 или 5 пати во текот на 3-4 години. Јас конкретно сум имал случај каде што афганистанец поминал низ Македонија, бил во постапка, стигнал во Србија, заминал за Хрватска, па бил вратен назад во Македонија, па после стигнал третиот пат до Австрија, па пак бил вратен. И на некој начин државите се играат пинг-понг со овие луѓе. И ова не е од денес, ова функционира со години наназад. Нашите представници од гранична полиција сведочат како лица од грчка страна ги носеле организирано луѓето на наша граница, па после тоа поминувале за Србија и така натаму. И доаѓаме во една ситуација каде што во моментот државата менаџира со ситуацијата на тој начин што се ловат луѓе по различни места каде што поминуваат и потоа се враќаат на територија на Грција. Имавме официјална изјава, како што споменавте вие, дека 11.000 луѓе се вратени во определен период назад во Грција. Оно што нас од правен аспект не интересира е постапката на која што се тие лица вратени. Нажалост, Република Македонија нема билатерален договор со Грција во однос на реадмисијата. Го имаме подпишано тој општиот договор за реадмисија кој што е со Европската унија, меѓутоа и таму има определени правила кои што треба да се почитуваат при враќање. Како што зборувам за враќањето од Македонија за Грција, така истото важи и за враќањето од Србија за Македонија, затоа што специфична е ситуацијата каде што вие секојдневно имате од една страна враќање од Србија во Македонија, а од друга страна влегување од Грција во Македонија. И овие огромни масовни мешани миграцијски движења, капацитетите на една држава треба да бидат на тоа ниво каде што државата во тие мешани миграцијски движења ќе може да направи разлика и селекција меѓу различните категории на лица. Затоа што ние не велиме дека секој од тие луѓе што влегуваат тука мора да останат тука или да бидат сместени или процесирани на определен начин. Меѓутоа во тие категории на лица има лица кои што имаат потреба од меѓународна заштита. Огромна е разликата помеѓу човек кој што ја напуштил земјата затоа што сакал да ја напушти и помеѓу човек кој што ја напуштил земјата затоа што морал да ја напушти. Односно тоа се бегалците за кои што ние зборуваме. И тука државата треба јасно да направи разлика и тука се гледаат во принцип капацитетите на една држава. Доколку државата може во тие различни масовни движења миграцијски да утврди кој има потреба од ваква заштита, согласно законот кој што е кај нас да му обезбеди пристап до постапката за азил и понатаму да се одвива на постапка за азил која што треба да значи решавање на неговиот животен статус. Затоа што добивањето на азил во една држава не значи дека тоа лице ќе може да остане тука или да престојува. Тоа значи дека една држава му дава можност на тоа лице да почне нов безбеден живот во таа земја, кој што треба да биде пропратен со соодветни политики за интеграција и така натаму. Мене ми е многу жал затоа што во целиот овој период од една година откако имавме таа огромна ситуација на масовни движења, ние имаме ситуација каде што на некој начин заборавивме на она што значи институционално градење на капацитетите и на ефикасен систем за азил и миграција. Нас ни беше некако како држава многу полесно да се позиционираме во делот на безбедносен аспект, обезбедување на транзит, хуманитарен аспект и така натаму, а заборавивме и можем да кажам слободно дека се уназадивме во некои области каде што претходно сме имале некои мали чекори напред. Ако зборуваме за еден систем за азил, најважно е пристапот до територијата. Ако еден човек нема пристап до територијата, тоаш не може ни да има пристап до постапката. Доколку
доколку успее да влезе на определен начин, како што кажа колешката, тоа лице мора да има пристап до постапка, каде што ќе почне постапка за азил и после тоа ќе биде процесиран и во рокот предвиден со закон ќе му биде решено неговото барање за азил. Тука многу е важна улогата и на управниот суд, како втор степен во постапката за азил, кој што треба да биде коректор на она што значи првостепено одлучување по барањата за азил. И сакам да кажам дека една држава која се базира на уставни права, како што е азилот, не смее да прави отстапки која се работи за владење на право. Ако ви имате закон кој што вели дека секој полициски службеник е должен да го регистрира намерата за азил или барањето за азил, вие не може да правите отстапки во тој дел. Во тој случај нешто не функционира. Овие огромни миграцијски движења значат дека ние треба и да го прилагодуваме нашиот систем за азил. Секако дека нашиот систем за азил не е направен за стотици илјадници баратели на азил. Меѓутоа, она што е законски на маса е дека тие лица имаат секое право да бараат азил без разлика на кое место се во Република Македонија и во која фаза од нивната постапка тука. Во делот за враќањето, што ова сакам да го споменам, дека има определени рокови и определени процедури. Јас се сеќам во 2014 година кога бев во Белград на конференција и таму имаше представници на гранична полиција од Србија и тие велат: ние за тој период сме поднеле 4000 барања до вашите власти за враќање по основ на договор за реадмисија, а вашите власти ни одговорија само на 38 барања. И тоа значи дека тој систем за реадмисија, договор за реадмисија не функционира. Кога зборувате со нашите представници на гранична полиција или на властите, тие ќе ви кажат дека ние сме се обидели илјадници пати да вратиме во Грција по договорот за реадмисија со Европска унија. Грција не го почитува тој договор. И некако се ова преќутно се случува со или без знаење на Европска унија, меѓутоа јас не мислам дека без знаење на Европска унија, каде што овие договори за реадмисија кои што треба да бидат темел на права, на постапки, на така натаму, не се почитуваат. И тогаш давате можност некој да постапува арбитрерно. Како што може од Србија да ни ги враќаат нас, така може и нашите да ги враќаат назад и така натаму. И она што мора ние да го направиме, и со ова завршувам, е дека Македонија мора или да ги прилагодува своите законски решенија, а во секој случај мора да ги почитува она што е на терен. Ова е ситуација која што никој не знае како ќе заврши. Ние не знаеме ни во која фаза сме, професоре, ако можам така да кажам, дали сме на почетокот или на крајот на ова што значи миграцијски бран кон Балканот. Тоа е прашање од $1.000.000 и се надевам, само јас искрено се надевам дека ние ќе успееме да најдеме сили да ги менаџираме овие мешани миграцијски движења со огромен акцент на што значи почитување на човекови права, а посебно владење на правото и на законските норми кои што ги има. Ви благодарам. Благодарам многу. Спомнавте бројот на поднесени барања за азил. Дали може да имате информација за тоа каков е исходот, дали има исход и каков е исходот на од точниот број го немам, меѓутоа знам дека од тие 100 поднесени барања во овој период, бројот на признаени е околу 10%. Баратели. Денеска вашиот администратор ни презентира податоци дека во 2016 има околу 436 барања поднесени за признавање на правото на азил, од кои што 30 и неколку, сега не ме фаќате за збор, се одбиени, а неколку имаат признаено десетина, да, така. Благодарам многу. Ако нема прашања, тогаш би дала збор Стојановски. Вака да пробам, може би подобро. Пошто би го упфатил меѓународно правниот аспект. Значи, знаеме дека Македонија нема предмет пред Европски суд за човекови права на оваа конкретна тема, меѓутоа затоа е добро изградена пракса други држави. Ќе можете ли малку Благодарам. Јас ќе дадам осврт на сето она што се случуваше хронолошки преку призмата на меѓународното право.
Зошто преку призмата на меѓународното право? Затоа што во Македонија нема ефективни правни лекови на кои бегалците и мигрантите би можеле да се повикаат. Но тоа значи, во такви услови тие можат да се повикаат директно на меѓународното право и директно пред судот во Страсбург да се обидат да ги обезбедат своите, да ги заштитат своите права. Ќе одам хронолошки, онака како што Конвенцијата за заштита на човекови права европската ги определува и ќе се осврнам на тоа како ние ги имплементиравме во однос на бегалската криза. Членот 1 вели дека државите имаат обврска да ги обезбедат, да ги заштитат правата и слободите кои се гарантирани во Конвенцијата. Па да видиме дали тоа беше така за бегалците и мигрантите. Членот 2 е членот кој го штити животот на луѓето, кој е неприкосновен, која забранува смртната казна во државата и тоа не значи само дека државата треба да се соземе, да не убива, односно е забранета смртната казна, постои позитивна обврска државата да го брани правото, да го штити правото на живот. Ноември 2014, мај 2015, 29 најмалку бегалци, вклучително жени, деца и бебиња, починаа по шините одејќи кон Србија. И покрај тоа, што знаеше дека се случува, нити Министерството за внатрешни работи, нити некоја друга институција се обидува барем да постават знаци за опасност по движење на таа територија. Ова е време кога тие луѓе се сметаат за духови од страна на државата, а ние дознавме само поради тоа што почнаа да умираат по шините. Членот 3 се однесува на заштитата, превенција од тортура, односно мачење и друго сурово нечовечно постапување, деградирачко постапување. Во мај дознавме, минатата година, дознавме дека во Гази Баба, во единствениот прифатен центар за странци, се наоѓаат 370 бегалци, односно мигранти, во капацитет од 120 легла, што значи 300% пренаселеност. Ваква пренаселеност е забележана само во Субсахара, дел од афричкиот континент, односно не е забележана никаде на друго место во Европа. Тоа само по себе беше еднакво на тортура. Потоа, август, прогласуваме кризна состојба. Се сеќавам на Александра во тоа време. Пред нашите очи бегалците беа тепани, без разлика на нивната возраст, без разлика на нивниот пол. Еднакво на нечовечко, односно понижувачко однесување, односно казнување. Во разговорите со некои бегалци, како од оваа страна, така и од страна на Грција, со разговорите кои јас што сум ги водел со бегалците, тие кажуваат дека при враќање скоро сите машки се удирани од страна на полицијата. И тоа не само на македонската полиција, затоа што, како што знаете, во тој регион оперираат 6 странски полиции, вклучително полициите на Вишеград 4 групите, Словачка, Словачка, Чешка, Полска и Унгарија. Меѓутоа има и полицајци од Австрија, Словенија и Хрватска. Исто така ние до ден денеска не го знаеме правниот основ врз основа на кои тие имаат надлежност во оваа држава. И би било интересно од аспект на меѓународното право, како Македонија би се бранила пред Европскиот суд за човекови права кога тортурата би ја вршеле странски полицајци. Значи, 3 инстанции на тортура која продолжува до ден денеска. Членот 4 се однесува на забраната за белоробија, односно за присилна работа. Канал 4 минатата година објави видео во кое прикажа 150 бегалци во Ваксинце, затворени во една куќа, неколку денови, оние кои немале пари биле принудувани на присилна работа, односно со нив се однесувале како со робови. Член 5. Слобода и безбедност, односно слобода на движење и безбедност. Со самото подигнување на оградата, ние директно ја ускративме слободата на движење на сите оние кои им е потребен азил и односно привремена заштита. Со нивното притворање во Гази Баба и ние ограничивме оваа слобода.
Со нивното затворање во прифатниот центар во Гевгелија до ден денеска им ограничуваме оваа слобода. Не ги информираме зошто се таму притворени, не им даваме право да се жалат, тие не разбираат, како што кажа и малолетниот Сириес, дека тој нешто подпишал, не знае што подпишал, така и тие подпишуваат нешто, не знаат што подпишуваат, односно не им се дава правото во управна постапка на мајчин јазик да разберат зошто се таму и дека тоа можат да го обжалат во 3 понатамошни инстанции. Во такви услови секогаш се отвара патот за директно пристапување кон судот во Страсбург. Исто така член 6 се однесува на правично судење, кај нас воопшто не може да стане збор за судење и повторно се отвара вратата за директно пристапување до судот во Страсбург од страна на овие бегалци. Членот 8 се однесува на приватноста и на семејниот живот. Сместувајќи 50 луѓе во една просторија во Газибаба, ние целосно и не одземавме приватноста, менувајќи го законот каде што велиме дека тие прво треба да аплицираат за азил, па потоа да добијат привремена заштита или статус на бегалец, па потоа да чекаат 3 години за да можат да го повикаат своето семејство да им се приклучи. Јас во Хелсиншкиот комитет работам со дел од бегалците од Косовската криза од 1999 година. Дел од нив се уште немаат добиено нити привремена заштита, нити азил. Што значи нивните постапки траат 17 години. Што тоа значи во нивниот случај? 17 години, дури и сега денеска да го добијат, плюс 3 години да чекаат, 20 години за обединување со семејството. Недозволиво, спротивно на европска директива, спротивно на праксата на европските судови, неуставно. И заради тоа ја поздравуваме иницијативата на народниот правобранител овие членови да бидат поништени. Патем овие членови беа вметнати за 3 секунди во брза постапка пред да се распушти собранието за време на неуспешните избори. Член 9 го гарантира правото на религија и вероисповест. Иако не може со сигурност да тврдам дека не им го обезбедивме ова право, не се чувствував убаво кога ги гледав како се молат онаму каде што ќе стигнат, односно се кријат по ќошеви, по некои сенки. Навистина не беше толку скапо и се уште не е да се обезбеди една соба, просторија, односно некој вид на храм каде што тие ќе можат да ги бавуваат своите верски традиции. Членот 13 се однесува на ефективен правен лек. Како што кажав многу пати, не постои во Македонија. Може директно да се обратат до Страсбург. Членот 14 се однесува на дискриминација. На 2 пати македонски железници ја зголеми цената и таа изнесуваше во еден момент 3,5 пати повеќе отколку за граѓаните и сите оние други кои ја користат железницата. Потоа започна расното профилирање. Само на 3 нации им беше дозволено да влегуваат, за на крај да заврши само со една. Расното профилирање е еден од најтешките форми на дискриминација. Ова се 14 членови, јас прочитав 11. Че некаде околу 75% од правата кои им припаѓаат според меѓународното право, воопшто не им ги обезбедуваме. И покрај тоа што конвенцијата не го штити правото на азил, тоа се остава на секоја земја посебно и на некои други договори за кои не е надлежен Европскиот суд, гледате како правото на азил, односно необезбедување право на азил, се допира скоро со сите други можни права. И како сето ова да ни беше малку, ние почнавме да повредуваме и протоколи од конвенцијата. Ова беа членови од 50-тите. Ова се фундаменталните права од првата генерација. Потоа следат нови права од втората, од третата генерација, како што е од втората генерација правото, односно забраната за колективна депортација. Забраната за колективна депортација ние ја повредуваме секој дневно и денес во овој момент се случува повреда на тоа право, односно на таа обврска од страна на државата. Според нашите статистички показатели, во просек секој ден 200 луѓе влегуваат во Србија и 200 луѓе се враќаат назад во Грција. Доколку од Грција стигнете до Табановце, тогаш со сигурност ќе стигнете и во Србија. Но доколку стигнете до Скопје,
пред Куманово. Во тој дел од Републиката најверојатно ќе ве фатат странските полиции со современа опрема и ќе ве предадат на македонската полиција, која ќе ве стави во тамче и со тамчето ќе ве спушти на 10 километри од оградата. Многу луѓе за оградата веруваат дека е континуирана, дека е 35 километарска, дека е по целата територија, што не е точно. Таа е околу 35 километри на територијата од границата помеѓу Грција и Македонија, меѓутоа е испрекината на одредени делови. Неколку пати се постои прашањето како се враќаат овие луѓе. Во тамче, преку река, преку оградата, во подножјето на Кожув. Не знаат каде се наоѓаат. Додека да најдат некој од дивите кампови во Грција, се оставени на надворешните временски услови и всушност на опасноста и од диви животни кои живеат во тој дел, во тој предел. И сега прашањето е дали ова членот е многу јасен од протоколот. Вели, забранети се колективни депортации. Точно ние што го правиме. И тоа веќе неколку бегалци си имаат обратено до Европскиот суд за човекови права, а така ќе ги споменам само 4 случаи кои досега ги расправил Европскиот суд. Клаифија и други против Италија. Овде се работи за луѓе кои доаѓаат од Либија и на кои италијанската полиција веднаш им дава решение за депортација и ги враќа назад. Европскиот суд кажал дека и покрај тоа што постоеле решенија, тие биле идентични, односно имали истата содржина, и воопшто не се разговарало индивидуално со секој бегалец за да се оцени дали некому му треба, односно не му треба привремена заштита. Ние одиме до таа мера дури ниту решенија да не даваме, па камо ли индивидуални интервјуи. Европскиот суд во овој случај кажал дека тоа е повреда на протоколот 4, меѓутоа е кажал дека е повреда на правото на безбедност и сигурност, на правото да се биде информиран за обвинувањата против вас, затоа што веднаш ве депортираат, мора да има некакво обвинување, да сте нелегално, да има постапка. Потоа правото на брза одлука од страна на суд во вакви случаи каде што е ограничена слободата, како и членот 3, тортура, кој се однесува на условите во Лампедуза, островот во Италија, а кои, доколку ги споредиме условите кои беа во Табановце, се тука некаде, односно слични, идентични. Чонка против Белгија е случај малку постар, меѓутоа убаво кажува за тоа што би било доколку некој од бегалците се обрати во судот во Страсбург. Се работи за роми со словачка националност кои бегале од Словачка во Белгија затоа што имало расистички напади против нив. За жал тоа и ден денеска се случува во Словачка. И дека словачката полиција не сакала да ги истражи. Меѓутоа тие од Белгија биле колективно депортирани. Судот во овој случај кажал, тоест утврдил дека политичарите порано давале вакви нападствија, да овие луѓе групно се враќаат во Словачка. Односно, онака како што министерот Чавков кажа, односно се пофали дека 11.000, јас не разбирам до денес дали се враќања или се луѓе, затоа што според нашите информации не се заведуваат личните податоци на секој, затоа што полицијата не им верува, мисли дека лажат. Меѓутоа, ова е една од причините зашто не поставувате полицаец за министер за внатрешни работи. Ова е една од причините зашто уставот не го дозволува тоа. Ова е причината зашто не можете да ставите човек кој цел живот го поминал во Министерството за внатрешни работи со приоритет безбедност, да се грижи премногу за човековите права. Тоа е причината зашто постои таков член во уставот. Потоа во овој случај Чонка против Белгија се вели дека полицијата и претходно имала такви акции, како кај нас секојдневно што има такви акции. Потоа сите овие што биле депортирани заеднички биле во иста полициска станица, односно тоа што се случува кај нас, а во шаторот на Хабитат некогаш има помалку, некогаш повеќе луѓе во зависност дали се пополнети полициските станици во Јужна Македонија. А кога се целосно пополнети, тогаш ќе ги донесат во кампот, иначе избегнуваат да бидат таму видени. Он потоа не можеле да пристапат до адвокат и така натаму.
Потоа е случајот на Хирси, Јама и други против Италија, каде што Италија ги пречекала бегалците во меѓународни води и ги вратила назад. Италија се бранила дека не може да тужат затоа што тоа не се случило на незина територија. Меѓутоа судот во Страсбург го поврзува со член 1, за кој ви кажав претходно, врската да се почитуваат правата и слободите, и кажува дека требале да обезбедат бидејќи ги придружувале цело време. Ова кажува дека дури и да не е на ваша територија, дури во меѓународни води може државата да одговара. И потоа враќање кои се поврзани со членот 3, односно во никој случај, ова е апсолутно право и нема никакви исклучоци од него, е дека се вели non-refoulement, односно правото на некој да не биде депортиран, доколку во земјата каде што ќе биде депортиран, му се заканува губење на животот, односно тортура. Ова е апсолутно право од кое државите не смеат да отстапат. Ова значи дека најголемиот број од сирици, афганистанци, добар дел од ирачаните, воопшто не смееме да ги депортираме. А за сите останати мора да има индивидуално интервју. Во овој случај Шариф и другите против Италија и Грција се работи за случај каде што бегалците дошле од Италија во Грција, а Грција веднаш ги вратила во Италија. И Грција се бранила дека тие таму во Италија немале да бидат подложни на тортура. Меѓутоа Италија веднаш ги пратила во назад од своите држави. И судот кажал дека постои правилото и на индиректна забрана за враќање назад. И сега за работите да станат уште поинтригантни, од негативен аспект, е што протоколот 4 за забрана за колективна депортација го нема подпишано нити Грција, нити Турција. Турција го има подпишано, меѓутоа го нема ратификувано. Со тоа што ние враќаме луѓе во Грција, а таа враќа во Турција, а потоа постои можност, односно Турција нема обврска според меѓународното право да не ги враќа, односно може да ги врати, со тоа што ние ги враќаме во Грција го кршиме и ова на еден начин свето право во правниот систем на државите, затоа што датира од 1933 година, уште од Лигата на нациите, се наоѓа во Конвенцијата за заштита на бегалците од 1933 година. Во овој период нема да најдете многу меѓународно право, меѓутоа ова е толку важно, го сметале за толку важно уште пред колку 90-80 години, едно од првите права. Со други зборови, 80% од членовите од правата од Конвенцијата Европска секаде каде што може да се повредат, успеавме да ги повредиме. Ви благодарам. Благодарам многу на сите четворици и сега би оставила простор за прашања или коментари или било што ве заинтригира, нешто што би сакала можеби подлабоко да го допраме, повелете. Сега е моментот. Ајде, јас ке си почнам вака. Прво една исправка, значи 12.000 сме вратили, 11.800, што е поблиску до 12.000 отколку 11. Така што на почетокот, бидејќи тоа е сепак изјава на потпора за протокол при МВР, што уште е посмешно, не е ни министерот Чавков. Од тука на почетокот би сакала да прашам зошто центарот во Избегово стои празен, имајќи предвид дека има капацитет 150 легла. Потоа зошто имаме 21 барател на азил во Гевгелија во моментот и зошто тие луѓе не се пренесени во Избегово. Трета работа која што би сакала да ја прашаме, што е со луѓето кои што сме ги вратили, односно 12.000 за 2 месеци во Грција, без никаков договор, односно си ги пуштале да одат, да ја преминат границата. И именно Ал Джазира направи еден, дали за наша среќа или не, ќе видиме, еден прилог во кој што еден млад човек кажа дека 21 пат ја поминал нашата граница и е вратен и до мене 21 пат во рок од 2 месеци и со крајна изјава дека ќе стигне до Германија, па што сака нека биде, што значи втор бран дали се очекува, какви се вашите предвидувања во тој дел, иако Зоран кажа дека не може да се предвиди, меѓутоа има се уште 120.000 луѓе кои што во Грција сепак ќе се обидат во определен момент да повторно заменат кон Германија и на крајот што е со организираниот криминал и полицијата?
Тука е очигледна врската кој ќе ја докаже и кој ќе биде доволно храбар да открие некои работи за Војана Ваксница, Сопот, а потоа долу Удово и така натака и некои места Македонска каменица и долу каде што некаде каде што се поминува и каде што има сериозни прекршувања на права. Меѓу другото и што е со дали имате добиено наводи до сега, особено за Хелсинскиот комитет или некакви барања од вас да истражите или да поварате асистенција за киднапирање кои што се случаи во тој регион, а се однесуваат и на уште потешки форми на криминал, тоа се продавањето на органи и секако жртви на трговија со луѓе. Фала, јас мислам па дека имате некој прашање за сите, така да по кој приоритет, по кој ресурс би сака? Кајна, јас би почнал со тоа како кај нас се интерпретира постапката за азил, односно законот вели дека барател на азил во Република Македонија е лице со поднесено барање за признавање на право на азил. Додека пак Конвенцијата за заштита на правата на бегалците вели дека бегалец е она лице кое што бега од моментот кога настанале елементи на прогон. И тука не имаме на формална пречка во Македонија. Формална е затоа што тоа е поврзано со постапката за азил, каде што некои лица кои што според нас се баратели на азил затоа што имаат основани очигледни основи за да добијат статус на бегалец во државата, доаѓаат директно од земја која што е зафатена со војна и така натаму, не се третирани од страна на институциите како бегалци само затоа што немаат формално поднесено барање за азил. А за формално да се поднесе барање за признавање на право на азил има определени пречки како што до сега разговаравме тука. Така што и од тука јас според мене е тој момент на зошто некои лица постојано престојуваат во овие транзитни центри, не престојуваат во прифатниот центар за баратели на азил во Визбево. Прифатниот центар за баратели на азил во Визбево може да се единствено да се смести лице кој што има поднесено формално барање за признавање на право на азил. И сега тука се враќаме пак до сите оние моменти на како, кој, каде, зошто, како поднесува и како поднесува барање за азил. Условите, според мене не сум експерт во дело за сместување, меѓутоа сметам дека се многу подобри каде во прифатниот центар за баратели на азил. Меѓутоа тука и има друг елемент, затоа што се работи голем број од лицата кои што престојуваат во транзитните центри. Кај нив доколку разговарате со нив, кај нив се уште постои надеж дека границите ќе се отворат. И покрај тоа што поминаа 4 месеци, голем дел од нив тоа е единствената надеж што имаат. Дел од нив се плашат дека доколку поднесат барање за признавање на право на азил во Македонија, после тоа нема да можат исто да го направат во саканата дестинација. И ова е еден цел систем на околности кој што да речеме е поврзан со тоа како е перцепирана и како е третирана Република Македонија. Ние сакаме, властите кај нас сакаат Македонија да биде перцепирана од страна на бегалците како транзитна земја и целиот систем е поставен на тој начин да ние бидеме перцепирани како транзитна земја. Многу малку се вложува напори во делот на Македонија да стане земја на дестинација и многу е мала веројатноста да стане земја на дестинација, затоа што тоа е поврзано со сите оние други елементи за кои што зборувавме. Земја која има јасна политика за интеграција, земја која што има висока стапка на признавани бегалци во државата. И секоја бегалец, а најчесто нас ни доаѓаат со вакви прашања бегалците, кои ќе прашаат колку лица добиле статус на бегалец во Македонија во последните, речеме, 3-5 години, и кога ќе им кажете вие 15 или 20 бројка или 30 нека се лица, тоаш предпоставката нивна дека е многу мала шанса да тие да добијат. После тоа во однос на политиките за интеграција во државата, што е нешто на кое што исто така треба да се работи. И ова е еден цел систем на околности кои што ставаат Македонија во таква ситуација каква што е. И мотивацијата на луѓето се уште останува да тие најдат начин како да продолжат понатаму. Да појаснам само дека Македонија се уште не е членка на Европската унија и не е дел од Евродак системот, како ние од Даблинската регулатива, и тоа на некој поедноставен
значи дека доколку лице има поднесено барање за азил во Македонија и после тоа оди во друга земја, Европската унија нема механизми како би добила информации дали тоа лице било во постапка во Македонија или не, освен доколку барателот на азил тоа не го соопшти за време на интервјуто. Повеќе прашања, па ќе се обидам за некои за кои што чувствувам компетентност да ги скоментирам. Предходно од излагањето на колегата Стојановски, значи полициската соработка или присуството на странски полициски службеници во Република Македонија, правниот основ го црпи од Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа, донесена во 2006 година за време на австриското председавање и која што ги постави основите за полициска соработка во регионот. Се мислеше на Западен Балкан и полека се прошири со земјите Романија, Австрија, во тој период Словенија дополнително и сите останати во југоисточниот дел на Балканот. Меѓутоа, дополнително, основите за регионална полициска соработка се развивани и со програмата ДИКАФ, тоа е швајцарска програма, дизајнирана за Западниот Балкан и конкретно пилот активности, особено во делот на зајакнати мерки на гранична контрола, беа предмет на вежби во сите земји од Југоисточна Европа, координирани во рамките на оваа програма. Така што веројатно и одредени билатерални договори го возможуваат тој престој. Меѓутоа, прашањето кое што повеќе посебно внимание беше интересот или предлогот на Австрија како земја членка на Европската унија да испрати своји воени сили на подрачјето на Македонија, што е нетипично и тоа навистина беше изненадување и за мене, иако тоа беше дел од една јавна, би рекол, политичка промоција на мерките кои што Австрија ги имаше. Во однос на состојбите со миграцијските текови, би сакал да споменам дека со појавата на Фронтекс, а тоа е Европската агенција за заштита на надворешните граници на Европската унија, која што постои 11 години, од пред 5 или 6 години всушност почна на интегриран начин да ги собира статистичките податоци, поврзани и за прашања од областа на азилот, и за прашања од сите сегменти на миграцијата, и благодарение на нив ние денес имаме некаква глобална слика за тоа што се случува во земјите членки на Европската унија и Балканот како така наречени трети земји кои што се од интерес за Фронтекс и со кои што Фронтекс има подпишано посебни билатерални договори за соработка. Така што преку анализите на Фронтекс кои што бележат нагорна линија и кои што се достапни, може да се види дека ова се први чекори на Европската унија преку своите агенции за едно подлабоко пенетрирање во проблемите кои што беа табу тема. Ние говоревме или многу често до 2008 година Македонија и сите земји од регионот беа етикетирани од страна на конкретни земји на дестинација кои што се соочуваат со лажни баратели на азил од овие подрачја кај нив. Меѓутоа проблемот е што државите на потекло всушност нема статистика, нема информации за тоа колку нивни државјани каде отишле и бараат азил, односно го злоупотребуваат правото на азил. Благодарение на овие програми на Фронтекс покриена е и таа слика и сакам да ве уверам дека Европската унија всушност се обидува да инсталира механизми со кои што на координиран начин ќе може да се следат овие состојби. Тука би го придодал и Евроджаст, Европска агенција која што го покрива сегментот на правосудните институции пред се на Министерството за правда, Европол која што дополнително доби надлежности во областа на миграцијата, Интерпол која што се труди да ги развива и да ги осовременува своите механизми како најстара агенција задолжена за борба на прекограничниот криминал и многу регионални тела кои што имаат свој мандат. Меѓутоа,
од аспект на нивната употребна вредност, тоа се институции кои што достигнуваат, би рекол, мали шчекори, кои што за нив и за регионот се крупни. Меѓутоа, во однос на некои употребни податоци, употребна вредност од тие податоци, се уште постои голем расчекор. А каде или едноставно како може да се детектира состојбата со мешаните миграцијски текови, каде сме всушност во овој момент? Се согласувам дека нема доволно индикатори, уште повеќе што ланското искуство ги изненади сите кои што се занимаваат со оваа материја. Ако го имаме во предвид и договорот кој што неодамна беше подпишан помеѓу Европската унија и Турција, кој што беше поставен на, би рекол, нереални очекувања што треба да донесе овој договор и каде што двете страни всушност и денес ги препознаваат придобивките, а не и обврските или своите инвестиции во имплементирање на тој договор и понатаму е на, би рекол, во некоја ембрионална положба и со многу големи ризици да заживее. Иако како проекција е многу добар, меѓутоа зафаќа сериозни проблеми кои што нереално е да се очекува дека еден договор може да ги реши. Од друга страна, во глобални рамки се идентификувани 4 или 5 главни миграцијски рути кои што се случуваат и тоа се пред се оние кои што онаа рута која што ја абсорбира и Балканската рута е позната како источно-медитеранска рута, така ги класификува Фронтекс. Постои средно-медитеранска рута која што оди на Лампендуза и нагоре кон Италија и западно-медитеранска рута која што всушност ги поврзува притоките на или движењата кои што завршуваат кон Шпанија и Португалија и источната рута која што оди кон преку Советскиот сојуз и ги таргетира земјите од Скандинавија. Секако дека постојат многу интересни примери, например, како одредени лица од Сирија кои што сакаат да стигнат во Западна Европа или во Англија, всушност одат во Бразил, па од Бразил продолжуваат во Соединетите Американски држави и од Америка најлесно им е да пристапат до Англија или до некој од земјите членки на Европската унија. Значи, ова што конкретно сега се случува во однос на Балканската рута е обид да се види каква ќе биде реакцијата. Иако рутата која што функционирала и која што историски постои, во овој момент се соочува со доволно препреки, веројатно таа ќе си бара нов правец или нов патокас. Алтернативно тоа може да биде Бугарија, која што и понатаму и порано била дел од Балканската рута, или може би Албанија, која што, имајќи во предвид дека политички е веќе отворена земја, за разлика од порано, исто така може да биде дел на овие рути. Во однос на транснационалниот криминал или прекограничниот криминал, интересно е што овие состојби што сега се случуваат и условно така наречената Балканска рута која што е затворена на југот од Македонија, всушност отвара нови предизвици, каде што оние мигранти кои што имаат пари и кои што се идентификувани како такви од кријумчарите на луѓе, употребуваат разни тактики и тука се користи тактиката на зајачки игри, каде што сите овие кои што се откриени се всушност оние јадници кои што не можат и да платат за услугите. Додека сите оние кои што имаат пари, всушност за сметка на статистиката со која што државите се истакнуваат или се фалат, некои други успеваат да ги пробијат тие параметри кои што се поврзани и со добро организирани кријумчарски групи, со корупција која што е присутна и во ткилото на државните институции и каде што кријумчарите пред се ги наплатуваат услугите и во тој дел се прилично бескрупулозни. Значи, за сите обиди што ги прават, без оглед дали се успешни или не, тие наплатуваат. Во тој дел многу од државните институции во Македонија миграцијата ја препознаваат како една од своите главни задачи. Јас бев изненаден кога
анализирав некои документи на јавното обвинителство во Македонија, каде што повеќе од 80% од нивните надлежности препознав дека се ориентирани кон миграцијата, што не било случај, или со криминалот поврзан со миграцијата. Така што веројатно тоа звучи на некој начин како новина, меѓутоа друго прашање е колку постои институционална подготвеност тоа на вистина така и да биде направено. И само за крај, ги слушнавме стандардите и тие се вредностите кон кои што треба да се цели. Меѓутоа, праксата или реалноста е за жал драматично поинаква на штета на мигрантите и на лицата на кои што им треба заштита. И во тој дел и порано и денес се присутни, би рекол, активности на полициите, кои што тоа не е само производ на некоја, да не кажам македонска полиција, но или на земјите од регионот, но тоа за жал го практикуваат и некои земји членки на Европската унија, каде што постои така наречено шупирање, каде што сите оние кои што се идентификувани, без да влезат во постапка, особено во ноќни услови, се враќаат во земјата од каде што дошла. Што апсолутно ова не го истакнувам со цел да го оправдам, но тоа е дел од реалноста на терен. Благодарам многу за одговорите, за исцрпните одговори, па уште некој дополнително прашање? Повелете. Добро вечер. Не сум експерт по право, ама слушнав многу безхрабрувачки приказни. Само да прашам, може ли малце реторско прашање, ама не знам. Кој ќе ги суди на државите за непочитување на законите, ако таа не стојат во Страсбург? Направо нарушен е меѓународниот углед. Ние сме статус кво во сите области, така и кај на меѓународниот углед. Судот во Страсбург има надлежност. Има и комитет за социјални права при Обединетите нации, каде што бегалците можат да се обратат на меѓународни институции. Меѓутоа, во последниве 5 до 6 години, вие погледнете ги провладините медиуми како известуваат кога Македонија ќе изгуби случај. Тие дури кажуваат дека судот во Страсбург потврдил дека Македонија била во право, а Македонија го изгубила случајот. Така да правната свест е изместена. За жал, ние правниците се изборуваме како не треба, како треба, а политичарите всушност ги носат законите, не се консултираат со засегнатите страни. Во суштина Македонија направи некои добри работи, можеби во мојот говор бев премногу критичен. Ние излегувавме можеби најдобри во транзитот. Ние имавме денови кога 7.000 луѓе поминуваа низ Македонија без ниту еден позначителен проблем. За жал не успеавме тоа да го наметнеме како што го направи Србија, па да го зголемиме овој меѓународен углед за кој зборував. Во суштина, кога ќе не посетеа партнерите од Грција и Србија, особено во кампот во Гевгилија, кажуваат дека овдека е најдобро организирано. Значи, таму архитект на УНХЦР го има организирано кампот и сега условите во Гевгелија во однос на она што Македонија може да го понуди, зборуваме за условите за живот и не се така лоши. Меѓутоа луѓето живеат во затвор. Кој ќе суди гласачите? Значи, прашањето што го поставивте е суштинско. Уште од стариот Рим до сега јас поставуваме поговорката кој ќе не чува од чуварите на редот. Се согласувам во добар дел со коментарот на Воислав, каде што СНФ-от сугерира решенија, меѓутоа многу често или демократијата не е идеална, меѓутоа механизмот е на крајот политичарите се тие кои што одлучуваат и за СНФ-от. И тоа се можеби парадоксите во времето во кое што живееме, како што популарно се користи оваа реченица. Но она што мислам дека може да биде корисно е да има дебата со сите партнери или институции, тоа јавна дебата,
Ова е убав пристап, меѓутоа овде недостасуваат некои други чинители кои што имаат моќ и сила и преку една јавна дебата мислам дека ќе се постигне едно сензитивизирање за тоа како невладиниот сектор гледа на некои состојби, од друга страна да ги чуеме проблемите кои што реално ги имаат државните институции, од секаков аспект и проблеми кои што сами ги произведуваат и објективни проблеми и да се бараат реалистични решенија. Кога неодамна правев некоја анализа, мене ми беа многу симпатични препораките кои што произлегоа од народниот правобранител, кои што исто така релативно кратко време се позиционира во однос на мигрантите, или барем јас не сум слушнал претходно дека посериозно се занимава, меѓутоа одличен е спојот на задачите на кои што се фокусира народниот правобранител, каде што преку независниот механизам всушност го додирнува и правото повезано со мигрантите и бегалците и кое што и тоа како има повратно влијание во како државна институција во градењето на некој интегриран став. Невладиниот сектор исто така со конкретни примери или случаи може да помогне. Улогата на Сдруженијето на младите правници е нов инструмент кој што без оглед што немаме денес представници од МВР тука, сепак нивната улога ја препознаваат како дополнителен чекор на кој што мора да се води сметка. Тука би ги споменал и извонредно важните извештаи кои што се прават во рамките на Комитетот за превенција од тортура, каде што за прв пат извештајот од 2014 година се позиционира и на прифатниот центар Газибаба, каде што го осветлува и со сите критички аспекти, и во тој дел овој вид на меѓународни документи, секако одлуките на Европскиот суд за човекови права се извонредна алатка. И сега, само јавни дебати се недоволни. Спомнавме, тренингот е извонредно важен и би рекол конзистентни политики кои што се потребни во државните институции, со правилни политики кои што ќе ги преферираат професионалците за сметка на некои други решенија кои што постојат. Благодарам. Благодарам, јас за крај ќе си дозволам еден краток коментар баш во контекст на ова. Се извинувам, повелат. Здраво, Александра. Ме интересира по-конкретно ствари затоа што сите збориме Балканската рута е затворена, меѓутоа Балканската рута не е затворена, се уште постои проток на бегалци, меѓутоа на потешки на онаков како што беше пред 18 јуни минатата година. Што се случува со луѓето? Океј, тоа враќањата во Грција сватив дека дефинитивно се незаконски, тоа ми беше многу прашање кое што сама на себе си го поставав постојано и не може да дојам до никаков одговор, без разлика со кој да контактирав. Што е со луѓето кои што при нивно фаќање се поделени фамилиите? Значи, там дека во Ислав работеше еден случај таков сличен, тоа го знам затоа што јас го работев истиот случај, меѓутоа од грчка страна, мислам бев вклучена. Што е со луѓето кои што се поделени и фамилијата која што станува е вратена во Грција, меѓутоа членови од фамилијата се во Газибаба. Како да го решиме тоа и мислам не знам што можеме да направиме, дали постои некаков контакт меѓу организации или меѓу државите за ова да се реши. Едно, а друго прво ова Азил и привремена заштита онаков каков што е, баш тоа го забрани законодавниот дом. Токму тоа го забрани, семејното обединување. И сега да бараме некако да ги пуштиме луѓе во Јужна Македонија наводно дека влегуваат од Грција, за да ги депортираат во Грција, за да се обединат со семејствата. Ова е најголемата болка на правникот, кога треба да даде совет што не е правен, односно се однесува на семејно обединување, а нема друг начин како да се стори. Всушност тоа тие го сторија, тргнаа кон Газибаба од Грција. Се обидува нелегално, мина, меѓутоа кога ќе дојат таму, тие имаат право на посета, меѓутоа како одат посетите кај нас треба директорот за бирото на јавна безбедност да одобри посетата, така да не функционира. Меѓутоа добро е што го поставив тоа прашање. Токму тоа го забрани законодавниот дом во Македонија пред 2 месеци.
Други прашања, повелете, имавте уште друго прашање или? Океј, бидејќи малку го и надминавме времето што не беше планирано, меѓутоа се надевам на сите ви беше интересна дискусијата што се разви. Би се заблагодарила првенствено на учесниците, благодарам многу, стварно слушнавме интересни видувања. Се надевам пораките кои што се испратени ќе допрат однamo каде што треба. Не сум многу оптимист, меѓутоа ајде да работиме сите на тоа. Вам сите ви благодарам што останавте до крај и посакувам убава вечер со понатамошните активности. Колку ще може Океј, јас ке се вратам како тука модератор. Организатор, модератор. Вака, сега ние додека расчистуваме, ќе имаме тонска проба, значи Мелек Таус ке се мести, а во меѓувреме сите заинтересирани може да ја посетите дневната соба, ќе си влезете внатре, има телевизор, имате и слушалки, значи нема да ви пречи оно што ќе го правиме ние надвор, и да ги погледнете видеата, односно животните приказни на луѓето во камповите, снимани се видеата во Гевгелија, луѓе кои што се уште се таму, така што ако сте заинтересирани, поверете внатре, ставете се слушалки и уживајте во дневната соба.